Кувајт спаѓа во редот и на помладите и на помалите држави во светот. Со својата површина е скоро 2 пати помала од Социјалистичка република Македонија, а нејзиниот број жители, дури во последниве години по скоро ненормалното темпо на доселување на работна сила од соседните земји, достигнува скоро 1 милион. Но со она што на економски план се случува во оваа пустинска земја, на чија територија освен песок не постои ниту планина, ниту река, таа се вбројува во чудата на светот. Благодарение на нафтата, стандардот на Кувајт веќе неколку години не се споредува со другите земји во светот. Националниот доход по жител е неколку пати поголем од оној во Соединетите Американски држави, и тој уште пред неколку години изнесуваше 5000 американски долари по жител. Со огромните приходи од нафта, кои во 1975 година изнесуваа околу 8 милиарди долари, Кувајт се смета за најбогата земја во светот. Историјата на Кувајт звучи како фантастична бајка од 1001 ноќ. Пред околу 200 години, неколку семејства од познатото арапско-бедуинско племе Анаизи од натрешноста на арапскиот полуостров дошле во овие предели, брајки поподносливи услови за живот. Се занимавале со сточарство, риболов и лов на бисери, а градот Кувајт бил центар за градба на едреници. За да се заштити пред опасноста од отоманската инвазија, Кувајт станува протекторат. Англија се грижи за одбрана и независност на Кувајт и за нејзините надворешни работи, а во 1961 година, пред 25 години, Кувајт станува независна земја како наследна монархија, но со политика приврзана на неврзаните земји. Во тоа време, пред 25 години, се совпаѓаат и најголемите откритија на нафтата, која под овие песочни пространства е најквалитетна во светот. Така започнува новата ера во историјата на Кувајт, ерата на буик стандардот и на ненаслутените можности што владата им ги овозможува на бедуините за подобар живот. Огромните богатства го свртуваат вниманието на целиот свет кон Кувајт. Земјата станува огромно градилиште, центар на бизнисмените од целиот свет. Една нова, мала, дотогаш непозната, но економски моќна земја, станува член на Организацијата на Обединетите нации, поборник на политиката на неврзување и соработка со земјите во светот. يسرني من خلال التلفزيون يوغوسلافيا. Драго ми е што можам преку Југословенската радио и телевизија да зборувам и да ги пренесам поздравите од емирот, од државата и од народот на Кувајт до југословенските народи и до владата на Југославија. Многу сум почестен што можам да изразам благодарност од корисната соработка што постои меѓу Југославија и Кувајт во сите области, посебно во економската соработка. Таа се изразува преку проектирање и изградба на повеќе значајни објекти и преку заеднички ангажмани. Многу објекти што во Кувајт ги изградија југословенските градежници се потврда за нивните способности и тие остануваат како символи на пријателството и братството меѓу Кувајт и Југославија и на нашите големи чувства на љубов и удушевување кон југословенските народи за оно што тие го прават во нашата земја.
وقد كانت هناك Ваквата соработка беше неодамна кронисана со уште еден голем објект, кога на отворањето на кулите во Кувајт, што ги изградија југословенски предпријатија, присуствуваше и една југословенска делегација. Кулите сега станаа главен јавен символ, специјално за Кувајт, а воопшто и за арапите. Овој објект ја докажува способноста на југословенските градежници, на нивната техничка и уметничка способност, со која тие морале да располагаат во својата земја, за да се зафатат и потврдат на ваков објект. ماذا في الكويت؟ Ова дело на југословенските градежници веќе влезе во раритетите на современиот свет како 10-то чудо на светот. Куполите имаат електростопанско и туристичко значење. Едната представува резервоар за вода, а втората со видиковецот се врти за 30 минути околу својата оска и представува туристичка атракција, која и во официјалните проспекти за Кувајт е внесена како заштитен знак и символ на земјата. Во изведувањето на објектот преку деловното здружение Union Engineering учествуваат околу 2000 работници на белградското предпријатие РАД, а вредноста на извршените работи изнесува 250 милиони долари. Но тоа не е единственото дело на нашите неимари во Кувајт. Иван Милутиновиќ и Енергопроект работат на проширувањето на старото изградба на ново трговско пристаниште, на изградба на водовод, трафостаници, црпни станици за снабдување на индустријските објекти со вода, како и во изградба на модерни стамбени населби. На еден од најголемите испити во градежништвото и во изградбата на воопшто најголемиот објект во Кувајт, вклучена е и македонската градежна оператива преку Скопското градежно предпријатие Гранит. Проектот е еден голем градежен комплекс во кој се скоро сите фази на градежништвото застапено. Најповеќе е ниско градбата, високо градбата, има и специјални објекти. Тоа е еден зафат по обим, најголем можда во југословенски размери, а по рокот на градбата, по кој треба да се изгради е меѓу врвните и практично во одредени моменти не схватлив. Иначе од ниско градбата има застапено толку голем обим на работи да тоа во количински искажано може да се каже да асфалтните работи се преку 450.000 тони асфалтна маса, бетонските работи се преку 250.000 кубици. Објектот е комплетно изрешетан со подземни водови на електрика, око 370 километри, подземни водови, надворешни канализација, дождовна канализација и водовод надворешен, што должи на око 70 километри. بصفتي مهندس من المهندسين المشرفين. Јас сум инженер кој е одговорен за еден дел од овој голем објект. Веднаш би сакал да кажам дека голем дел од успешната работа за објектов е завршена во Југославија. А она што тие потоа го покажаа во градењето на објектот овде, може да се спореди само со подвиг. Особено кога се има предвид дека временскиот период за градба беше многу кус, а и временските прилики не беа секогаш најпогодни за работа. Тоа ја покажува развиеноста на југословенската технологија, примена на најновите методи во работењето и способноста на југословенските градежници, во што можев да се уверам и при својата посета на Југославија. Работната организација Гранит
се награби со еден сложен и крупен задаток, кој со тоа не само што го оправда доверието во лицето на нашата република, тоа го оправда доверието и на ниво југословенско во изградбата на еден ваков сложен објекат и со тоа можеме да се сите скупа као колектив го гордееме и целото наше градежништво и републиката, затоа како резултат на еден ваков сложен и крупен и навреме квалитетно изграден објекат за кој имаме признание од самата куветска влада, веќе имаме и понуди да градиме вакви слични објекти во другите блиски земји на средниот, на Блискиот исток поправо. أود أن أشكر تلفزيون جمهورية يوغوسلافيا. Најпрво, сакам да изразам поздрав од срце до најголемиот и најдобриот човек, председателот Јосип Броз Тито, кој ја постави основата во соработката меѓу Југославија и Кувајт и во изградувањето на овој објект ги испрати своите најдобри луѓе. Ова е добра прилика и да се заблагодариме на југословените, кои со својот труд само ги потврдуваат нашите добри односи. Најдобар доказ за тоа е овој објект што го гледате, а такви во Кувајт постојат уште неколку и во повеќе области. Откривањето на нафтените извори под врелиот пустински песок го прероди Кувајт и го направи вистинско економско чудо во светот. По производство на суров петролеј, Кувајт е на 6-то место во светот. По производство на нафта, која е најквалитетна во светот, 4-та, а 20% од светските резерви на нафта се наоѓаат на територијата на оваа земја. На островото Бурган изградено е пристаниште и за најголемите танкери за нафта, а градот Мина Ал Ахмади е центар на петрохемиската индустрија. Главниот град Кувајт со своите модерни објекти и широки сообраќајници представува откинат дел на некоја европска метропола, префрлена се жешкиот пустински песок. Од околу 9 милиарди долари приходи од нафтата, Кувајт 1 милиарда троши на увезување на се што е потребно за живот, а другите е навистина тешко да се искористат. Се градат модерни згради и џамии со најатрактивни архитектонски решенија. Особено се големи вложувањата за подобрување на животниот стандард на жителите и за развојот на просветните и здравствените служби. Во Кувајт образованието е задолжително и бесплатно. Од детски јасли до универзитетите со обезбедени учебници, учебни помагала, храна и јалишта. Постојат и поголем број специјализирани најмодерно опремени училишта за оние што имаат оштетен вид и слух или други оштетувања. Универзитетот е формиран пред 10 години. Поради својата богата опременост станува универзитетски центар за арапските земји. Лекарските услуги се бесплатни за сите кувајтчани, а високиот здравствен стандард го потврдува и бројката од 1 лекар на 1000 жители, што е еден од ретките светски проценти. Во Кувајт се бесплатни локалните телефонски услуги и следењето на радио и телевизиската претплата. Државјаните се ослободени од порез на доход или наследство, а царината е минимална и изнесува само 4%. Сите овие, како и редица други предимства во поглед на користење погодни кредити, ги уживаат државјаните на Кувајт. Но од 1 милион жители на Кувајт, секој трет е припадник на друг народ. Тие не можат да се собственици на неподвижен имот, немаат право на глас и се послабо платени, независно од работењето.
Тоа е причина што се проширува едно пасивно незадоволство со оглед на тоа што странските државјани се сршта во Кувајт, главната и единствената работна и квалификувана работна рака во сите области. Кувајт е земја без своја географија. Рековме, нема ниту река, ниту планина, ниту мост. Не постои изворна вода и таа овде е значително поскапа од бензинот. Порано водата се носела дури од Ирак, а сега се изградени неколку фабрики за десалинизација на морската солена вода. Во оваа најголема фабрика 14 милиони галони морска вода дневно се преработуваат во вода за пиење. Поради недостигот на вода и зеленилото е овде реткост. За овие дрвореди низ градот под секое стебло е доведена чешма, а одржувањето само на едно дрво годишно чини околу $1000. Дури и телевизиските антени на куќите го символизираат изворот на богатството на Кувајт. И тие се во форма на купола, со чија помош се вади нафтата. Други пак се надпреваруваат сопствената куќа да ја изградат во што поатрактивна архитектура и околу неа да заседат што повеќе зеленило. Одржувањето на зеленилото овде чини повеќе од се и тоа е овде едно од мерките на престижот. Куполите за резерви вода се среќаваат на секој агол во градот. А во побогатите реони секоја куќа на својот покрив е обезбедена со свој резервоар за вода. Поради погодните услови за живот, што на секој што сака да работи му ги нуди државата, бројот на жителите се зголемува од година во година. За 18 години, бројот на жителите на Кувајт е зголемен за повеќе од 4 пати. За нив се градат нови населби, како оваа типска куќа, какви што треба во овој реон да се изградат за новите доселени бедуини од околните држави, кои во меѓувреме живеат во блиската населба. Но многумина тешко се одвикнуваат од вечните навики, па така не често покрај модерната повеќе катница со air condition, бедуинот пак ја чува својата камила. Други пак со своите модерни автомобили викендите ги минуваат починувајќи на пустинскиот песок или во традиционалниот лов со соколи. На минатото и во модерниот Кувајт сепак потсетува нешто. Оставени се овие влезни врати на некогашниот Кувајт, што на арапски значи мала тврдина. На 30 на километри од градот се наоѓа островото Фейлака, каде што е откриена стара населба од пред 2500 години пред нашата ера. Според ископините и експонатите што се пренесени во Националниот музеј, археолозите констатираат дека пред неколку илјади години местото било центар за трговија со Индија, а според грчките статуи може да се претпостави дека било и одморалиште на грчките бродови на патот кон Индија. На островото се откриени и траги од целокупниот период на грчката култура поврзани со походот на Александар Македонски. Свесна за својата економска моќ, државата Кувајт во последниве години значителни средства вложува за зајакнување на својата улога и местото во светот на арапските земји, формирајќи фонд за економски развој на арапските земји и фонд за солидарност на неврзаните земји.
Во последно време и Кувајт, а и кувајтјани покажуваат активност и во значајни инвестиции во странство, каде што се вложени околу 3 милиарди долари. Но сето тоа и во официјалната политика на државата веќе добива поинакви димензии, веќе почнува да надвладува мислењето дека е подобро нафтата да остане во земјата, отколку парите да лежат в банка. كثير من الإخوة اليوغوسلاف وغيرهم يتساءلون Многу од југословените, па и другите, се интересираат што ќе стане со Кувајт утре, кога ќе се исцрпат изворите на нафта. Нашата денешна економија се потпира на индустријата и технологијата на нафтата, на незиното производство и извоз. Но во исто време не ја забораваме трговијата, поморската индустрија, риболовот и вадењето бисери. Порано, пред да се појави нафтата, нашата економска моќ беше поинаква и скромна. И сега, кога гледаме дека Кувајт се развива брзо и дека нафтата е сепак богатство што се троши, сите наши установи вложуваат напори да најдат начини за да развијат индустрија што не ќе се потпира само на нафтата. Нашите напори сега се соочени кон оспособување на кувајчанецот да се соочи со новите задачи, зашто знаеме дека најголемото богатство е сепак оспособувањето на човекот. И покрај тоа што угледот на југословенските нејмари во денешниот лик на градот е доста голем, не може да се рече дека се искористени сите можности во економската соработка помеѓу Кувајт и Југославија. Кувајт е земја која што троши околу 1 милиарда долари за увоз на се и се што од целиот свет. Со зголемувањето на цената на петрохемиските производи и со евентуалните поголеми користење на резервите и потребите, а и куповната моќ на кувајчани ќе се зголеми. Производите за широка потрошувачка, кои сега во вкупниот увоз на Кувајт учествуваат само со половина процент, се нашата шанса на ова светско пазариште. Туризмот е исто така дејност што може да се искористи, особено кога се има предвид дека југословените со својата добра работа и однесување во овој дел на светот оставаат добар впечаток и за себе и за својата земја. За нашите природни убавини, малку познати во овој свет и за угледот на нашата земја, доволно зборуваат и впечатоците на уште еден влијателен човек во владата на Кувајт и стар познаник на љубителите на спортот во нашата република, шејкот Џабер Абдела ал Џабер ал Сабах. أولا وقبل كل شيء أشكر التلفزيون اليوغوسلافي. Најпрво, сакам да ја заблагодарам на југословенската телевизија за можноста што ми ја дава и на екипата да ја посакам голем успех и среќа за време на престојот во Кувајт, кој е пријател и близок на Југославија, која пак во исто време е специјален пријател на Кувајт и воопшто на арапите. Сакам да нагласам дека Маршал Тито е голема личност. Тој за нас е голем пријател и политичар, кој ја афирмира Југославија во светот и со кого таа застана на чело на неврзаните земји. Југославија е прекрасна земја, со своите природни убавини, богата и со планини, со живописно море и со прекрасни езера. Не можам да го заборавам Охридското езеро, каде што доаѓав 3 пати, кога на пливачките маратони учествуваа пливачи од целиот свет. ولا أنسى البحيرة المشهورة أهريد التي عملنا فيها يمكن حوالي 3 سنين للسباحة الدولية. الحكومة اليوغوسلافية Ме одушевуваат и луѓето на Југославија, кои ги чуваат своите традиции и обичаи, а тоа им го овозможува Југославија, која како земја има голема демократија. На секоја нација и дава право на вероисповест. Таму јас видов и цркви и џамии. Посетив муслимани во нивните места, се молев со нив и видов дека југословенската држава ги помага и не ги попречува во извршувањето на своите обичаи и својата религија. Какво е вашето мислење за ангажирањето на југословенските градежници во Кувајт? Суштината на југословенското работење е во тоа што она што тие го градат е квалитетно и брзо. بالواقع يعني العمل اليوغوسلافي بالكويت Моја голема желба е да видам и други предпријатија што градат во Кувајт да работат како југословенските предпријатија. ويا ليت الشركات الثانية تكون مثل
الشركات اليوغوسلافية. Takviot ugled na jugoslovenskite gradežnici, na Jugoslovenite i na Jugoslavija vo Kuvajt je potvrden niz poveke objekti, niz mnogo dela i zajedničke angažmani. Zdobijenata doverba je šansa i za idni angažiranja na našite trudbenici v ovoj del na svetu. Na toj način, ova mala tvrdina, kako što na arapski može da se protokova zbor od Kuvajt, će se potvrdi kako široko pole za vrednostite na jugoslovenskite trudbenici i kako ušte jedna alka vo prijateljskite odnosi među Kuvajt i Jugoslavija. Od 1968. godina su razvojot i politikata na zemljata rakovodi Arapskata Baas socijalistička partija i pod njezino rakovodstvo Irak ostvaruva sobstven pat na razvoj, kako pobornik na politikata na nevrzuvanje i međusebna sorabotka su site zemlji vo razvoju. Osobeno na toj plan se ostvaruva uspešna sorabotka pomeđu našite dve zemlje. Vo Irak danes rabotat preko 2000 visoko kvalifikovani rabotnici, tehničari i inženeri, angažirani vo gradbata na najrazlični i najkrupniji objekti na zemljata. На овој терен на кој се навоѓаме сега, дојдовме 75-та година за прв пат во Ирак и ова што гледате, тоа е во меѓувремено направено. Тука дојдовме да ја градиме фабриката за керамични плочици со прва група од 20 работника. Потоа во шпиц на градењето имавме негде 100 работника. Практично фабриката ја завршивме на 13 новембар, околу 15 дена порано него што истекнуваше рокот. На тој начин дадовме на инвеститорот можност да почне со монтажа на опремата порано него што течеше рокот. Инаку сега градиме додатни објекти по друг договор, што значи да инвеститорот ни ја повери и комплетната работа за довршување и дооформување на фабриката. Вредноста на работите во целина изнесуваат околу 10 милиарди наши стари динари, што се реализирани за 90%, останува уште цирка 10% за новиот објект за новите згради да се реализира. Најтешко беше во јули, во август, се до септембар, кога температурата тука изнесуваше во сенка 43 степени. Меѓутоа, и поред големите жештини, издржавме со посебни мерки за нега на бетонот и сите други работи кои беа подложени на слонце. И луѓето исто така издржава, меѓутоа со големи потешкоти.
Irak vodi golema griža za bogatoto kulturno nasljedstvo, a brojot na stranskite posjetitelji vekja dostignuva brojkata od 1 milion godišno. Особено љубопитство побудува древниот град Вавилон. Се смета дека тука започнала цивилизацијата, а потврдено е дека вавилонците на човештвото му го дале клинестото писмо, првиот пишуван закон, Хамурабивевиот законик и унапредиле многу научни дисциплини. Особено голем процут Вавилон доживеал за времето на владењето на Хамураби и Набукодоносор, околу 2000 година пред нашата ера, од кој период се и овие остатоци на древниот град. Во стариот век, античките народи Сумери, Асирци и Вавилонци во овие предели на тогашната држава Месопотамија развиле златна култура со материјална основа на иригациони системи, со канали и насипи за вештачко наводнување. Од многото освојувачи низ вековите, од древниот Вавилон останал само овој комплекс, кој посетителот го враќа и го запознава со моќта на луѓето од пред илјадници години. Во подоснежното минато, но за нас пак одамна, пред 1000 години, во некогашната Месопотамија, доаѓаат арабјаните и во овие предели започнува да се шири исламот и арапската култура. Денес и најголемиот дел од 11 милиони жители на Ирак се арабјани, за кои се почнува и завршува со исламот и верувањето во него. Ова е Карбала, по Наџаф, најголемото светилиште на муслиманите во Ирак. Овде се доаѓа дури од околните земји за да се посвети мртовецот. Градот и жителите потполно се подчинети на законите на исламот. Овде единствено во Ирак не се точи алкохол. Во градот не работи ни еден ноќен клуб, ниту пак кино. А сводовите на оваа најголема Карбала, имам Хусеиновата џамија, се обложени со злато што го приложувале верниците. Особено е богат со споменици од минатото главниот град Багдад, кој уште во 762 година станал престолнина на арапската држава, а во 10 век веќе имал скоро 2 милиона жители. На секој агол подсетуваат спомените на Шехерезада и 1001 ноќ, на волшебникот Аладин и уште попопуларниот Алибаба. Со својата монументалност пленува златната џамија, а во градот постојат уште десетина други музеи на времето и цивилизациите што минувале низ него.
На настаните од поновата историја подсетува оваа раскошна Абу Џафар Ел Мансур џамија, посветена на патриотите кои во 1968 година ги дадоа своите животи во крвавиот државен удар, по кој Ирак зачекори по нов пат. Во вечерните часови крај реката Тигар, која се протега низ Багдад, ќе се сретнете со уште еден специјалитет, единствен во овој крај на светот. Од бројните под отворено небо рибарници се одбира риба според сопствениот вкус и потреба, се пече на единствен начин, цела само расечена на две половини, и се продава како редок специјалитет. Багдад бил и освојуван, и разурнуван, и дури денес по цели 12 векови има пак 2 милиона жители. Градот е долг 47, а широк 30 километри. Представува главен трговски центар преку тесните и недогледни сокаци на атрактивниот сук, во кој ќе најдете се и се што. Овде времето останало, но трговијата цути. Неодамна во Багдад е отворено првото и засега единствено представништво на македонското стопанство во светот на неврзаните земји. За можностите и македонски производи да бидат пласирани на овој пазар, зборува директорот на представништвото на Интеримпекс во Багдад, другор Славчо Филипчев. Преку Интеримпекс се прават усилби и стопанството на Републиката да најде свое место во овој дел на светот. Главно досегашните настојувања наши се сведени на пласман на производите на хемиската, фармацеутската и индустријата за широка потрошувачка од Републиката. Охис и алкалоид веќе се познати на стопанските кругови во Ирак. Особено овде сакам да го спомнам настапот на Охис преку неговите пластични производи. Секако треба да се забележи и потребата на Ирак за секој годишниот увоз на значителни количества репродукционен материјал за производство на детерџенти, кој Охис во секое време може да го даде. Алкалоид исто така значително е поставен овде меѓу фармацеутската индустрија и увозниците на лекови. Не постои ниту една распишана лицитација од страна на единствената организација за увоз на лекови во Ирак, а на лицитациите да не биде повикан и алкалоид. Напорите на македонското стопанство овде се сведуваат и на пласман на ориенталските македонски тутуни. Често пати Интеримпекс е повикуван и на учество на лицитации за обезбедување на прехранбени продукти за овој пазар. Секако треба да се спомнат и напорите кои овде се чинат од страна на Микрон Прилеп да ги воведат своите производи, особено нивните вентилатори, многу потребни за време летните горештини, како и настапувањето на одредени куќи од македонското стопанство кои засега само информативно овде екзистираат. Багдад е и големо градилиште. Широки булевари и редици модерни стамбени блокови го доловуваат единствениот контраст на градот од 1001 ноќ, но и на модерен градски центар. Во непосредната близина на центарот на градот се наоѓа едно од најголемите градилишта на кое југословенската градежна оператива е ставена и пред голем испит, но и пред уште една голема доверба.
Između ostalih angažmana u Iraku rad izvodi i ove radove na ovom administrativnom kompleksu objekata Svearapske Bas partije. Ovaj kompleks ima oko 65.000 kvadratnih metara bruto površine, a oko 50.000 kvadratnih metara neto površine. Ovo je Svearapski komitet Bas partije, sve 23 arapske zemlje imaće ovde svoj komitet, neka vrsta političkog tela za sve arapske zemlje. Pored glavnog administrativnog objekta na ovom kompleksu ima i niz pomoćnih objekata od kojih se svojim značajem ističu samo škola i internat. Internat je predviđen za oko 300 osoba, dok u školi u amfiteatru treba da se smesti oko 500 ljudi. U školi pored amfiteatra ima još i 9 učionica za redovnu nastavu, redovnu političku nastavu pripadajućeg partijskog kadra za Irak i arapske zemlje. Za работата на овој објект се грижи комитет, кој што е составен од тројца Ирачани и тројца Југословени. Комитетот води грижа за набавка на сите материјали и врши надзор на изведбата. Сите наши одлуки се базираат на согласност на сите членови на комитетот и досега не сме имале проблем за кој не сме имале согласност од сите. Тоа значи дека кога треба да решаваме нешто за објектот, тогаш донесуваме решение во име на сите, а не посебно Ирачани, посебно Југословени. Се гради не само во Багдад, се гради низ целиот Ирак. По национализацијата на нафтоносните богатства во 1972 година, Ирак стана еден од најважните производители на нафта во светот. Годишните приходи од нафтата изнесуваат 10 милиарди долари и сите средства служат за социјалистичката изградба на земјата. Во напорите да се надрасне заостанатоста, евидентни се и резултатите. Во 1968 година националниот доход по жител изнесуваше 100 долари, а оваа година Ирак се вреди меѓу средно развиените земји со скоро 1400 долари по жител. Ирак е претежно земјоделска земја со недоволно развиена индустрија која единствено почива на нафтата. 80% од населението се занимава со земјоделие, и тоа на земја која опфаќа само 1/6 од целокупната површина на земјата. Другиот дел на југ е пустина, на север ридишта. Половината од жителите живеат на село, но можностите што во последниве години им ги дава државата водат кон се подобар живот. Произведуваат жито, памук, ориз и јачмен, а организирани се во 1400 задруги. Освен за индустрискиот развој, најмногу се вложува за образование на новите генерации, кои треба да ги реализираат новите задачи во развојот на земјата. Во Ирак постојат 6000 основни училишта со 1,5 милиони ученици. 500.000 ученици посетуваат околу 1000 разни средни стручни училишта, а на 10 универзитети во земјата студираат околу 100.000 студенти. Образованието е бесплатно и задолжително. Во широката програма за изградба на земјата, Ирак вклучува стручна работна рака од разни земји. Последниве години особено успешни резултати од обостран интерес покажува југословенско-ирачката економска соработка. За добриот развој на билатералните економски односи доволно зборува податокот дека меѓусебната стоковна размена за последниве 5 години е зголемена за 28 пати. Вкупната вредност на ирачко-југословенската размена во 1972 година изнесуваше едва 19 милиони долари. Во 1974 236, а минатата 1976 година таа ја надмина вредноста од 550 милиони долари.
Jugosloveните vo Irak preku 2000 visoko kvalifikovani работници, tehničari, inženeri se angažirani vo izgradba na hidrocentrali i drugi energetski objekti, na redica fabriki potekot na rekata Tigar, na pristanište i brodogradilište vo Basra, na desetina mostovi i fabriki niz celata zemlja i vo izgradba 14.000 stanovi vo 5 gradovi na zemljata. Особено се значајни проектите на култивизацијата на 130.000 хектари пустинска земја, со чие наводнување преку иригационите системи, што исто така ги градат наши работници. Ирак планира да го поврати старото име на познатата Месопотамија како житница и од увозник на храна да стане иден главен снабдувач на храна за сите арапски земји. Вредноста на работите на нашите предпријатија во Ирак изнесува преку 2 милиарди долари, а со оглед на тоа што Ирак во наредниве 5 години за својот развој планира да потроши 50 милиарди долари и квалитетот на работата на нашите изведувачи за сите досегашни захвати е високо оценет, може да се очекува таа соработка уште повеќе да се прошири и да се зголеми. Зборувајќи за Ирак и за неговите особености, освен нафтените богатства кои ирачаните ги кријат од камерите, дури и на добронамерните посетители, неминовно е да се споменат уште неколку моменти. Нафтата е вредност која сепак се проценува, но за Ирак реките Тигар и Еуфрат, кои течат низ целата негова територија, имаат непроценлива вредност. Скоро целото население на земјата живее покрај нив и од нив. Се случува околу нив. Тука е животот. И за најзаостанатите села, најголемото богатство е реката. Домовите во овие села делуваат неугледно, но се единствени заштитници од врелото сонце, а материјалот од кој се тие направени е она најосновното – земјата и водата. Паралелно со реката се движи и главната сообраќајница која го поврзува север со југ, Европа со Азија и меѓу недогледните конвои на контејнери од целиот свет, многу чести се и нашите транспортери. Тука навраќаат и стадата со камили на својот пат од ридестиот север кон пустинскиот југ. Крај реките починуваат и неуморните бедуини, кои со своите стада го сочинуваат не така малиот фонд од прилично развиеното сточарство на земјата. И најмалата починка на својот пат, тие ја користат за да ги приготват своите производи од млеко. Одајќи потекот на реката Тигар, уште понајуг, во средиштето на земјата, ја напуштаме пустината и преку водените канали влегуваме во едно од најимпресивните подрачја воопшто во светот и во еден од раритетите на пустинскиот Ирак, во мочуриштата што со своите сливови ги формираат реките Тигар и Еуфрат. Влегуваме меѓу единствените населби каде што се уште се живее во соеници, од сите страни обколени со вода и на вода. Секоја куќа е мала островче, направено рачно, со набивање на пластови рогозини, што самите ги прават, помеѓу група трски на длабочина и до 8 метри,
pa do površiната na retko bistrata voda. I na učilište, i na vodenica, i v ambulanta se doađa so popularните kanučunovi, napraveni od bitumeni trski, koji ovde se jedinstveното prevozno sredstvo. Vozenjeto na ovije tesni mešrovi, kako što gi vika naselenijeto, je vistinska veština, no to ovde i za najmladite ne predstavuva nikakva teškotija. Vakvite vodeni naselbi se protegaat na površina od okolo 10.000 kvadratni kilometri, a samo v ovoj kraj, vo 5 te sela, živeat okolo 10.000 žiteli. Ova selo Sihen je centar na reonot i predstavuva turističko mesto so hotel se razbirana voda. Žitelite na Sihen so osobena gordost naglasuvaat deka do revolucijata ovde nemalo nitu voda, nitu lekar, nitu milicija, a za osvetlenije i da ne sporuvame. A сега се сите членови на Баас партијата и ги уживаат сите благодети на осовремениот свет. Овој крај е еден од најбогатите во Ирак. Риболовот е главно занимање, а покрај солов, населението се занимава уште и со одгледување на ориз, стока и трски за хартија и рогосини. Напуштајќи ги овие по многу нешта единствени водени пространства, од двете страни на патот кон југ, не придружуваат недогледните плантажи на урми, по нафтата најголем извозен продукт на Ирак. Посебните природни услови овозможуваат овде да растат најквалитетните урми. Со 10 милиони стебла и со производство од 350.000 тони, Ирак е најголемиот извозник во светот на овој деликатес. Со Шат ел Араб, во кој се веќе споени водите на Тигар и Еуфрат, се приближуваме кон Персискиот залив, кон Басра, најужниот и втор по големина град во Ирак. Басра е градот на Синдбад морепловецот, или Венеција на исток, како што уште ја наречуваат. Тоа е главното излезно пристаниште, вратата на Ирак, за се она што го нуди и за се што му треба. Економската и животна врска со светот и со пријателите. Утре, во друга прилика, може би овде ќе започне нашата нова средба со Ирак и со ирачани, на некое ново градилиште или објект, каде низ работа и соработка, низ заедничко дело, ќе продолжат веќе потврдените пријателски односи и соработка меѓу народите на Југославија и на Ирак.
Hvala.